почитувам председател Вучич, почитувам колега Ири, почитувам Антиотија, почитувам Дриган, почитувам министр за външни работи на СК, господин Чавушоглу, министр за външни работи на Албания, господин Месијад, почитувани присутни представници на владата и министри за външни работи от Србија и Северна Македонија, почитувани присутни. Зближувањето е почеток, основувањето заедно е напредок, а соработката е успех. Ова е оценка од пред 2 века на светски познатиот американски индустријалец и пацифист Хенри Форд. Ние денес можеме да ја потврдиме, бидејќи нашето зближување, останување заедно и соработка е моторот што не движи напред низ предизвиците на престојната зима, за која што е загрижен целиот свет. Денес е повеќе од јасно дека Северна Македонија, Албанија и Србија со иницијативата Отворен Балкан го направија вистинскиот чекор во клучен момент. Се зближивме за да ја унапредиме регионалната соработка на патот кон Европската Унија. Заедно низ конкретни чекори се посветивме на олеснување на слободното движење на луѓе, стоки, трговија и услуги. Ги градевме добрососедските односи и довербата како пријателски држави, додека некои анализира дали оваа соработка може да не дефокусира од европскиот пат. Ама ние верувавме дека го правиме потребното за нашите граѓани и нашите држави токму на европски начин, преку унапредување на регионалната соработка, како што функционираат и државите во Европа. И денес оваа соработка на Северна Македонија, Србија и Албанија во рамките на Отворен Балкан отвори пат заеднички да се справиме со предизвиците за обезбедување храна и енергенси за нашите граѓани во услови на напорите на сите држави во светот за справување со последиците од војната во Украина и пандемијата. Со договорите што ќе ги потпишеме на овој самит, ќе се обврземе за достапност на храна до нашите граѓани. Прво меѓу себе да си помогнеме секаде каде што е потребно, а потоа ќе плансираме и кон други земји каде што тоа е потребно, како што доликува на добри соседи, како што функционираат сите држави во светот. Ќе си помагаме меѓусебно во случај на прекин на снабдување со храна, како последица од глобалната криза, кога било која држава од нас би се соочила евентуално со недостиг во снабдувањето на домашниот пазар, односно земјоделско-прехранбените производи. Нема да имаме забрани за нивно тргување, ќе овозможиме нивен стабилен и непречен проток без никакво ограничување. За многу различни, основни неопходни производи како пченка, пченица, брашно, млеко и млечни производи, шеќер, масло и така натаму. Ние како влада, преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, веќе наменивме средства за интервентниот фонд со кој што го помагаме и стимулираме зголемувањето на домашното производство на основни хранбени земјоделски производи и во наредниот период ќе останеме фокусирани токму на оваа цел. Но секако дека соработката што ќе ја договориме на овој самит во делот на меѓусебната солидарност и олеснување, ако се земат предвид состојбите со недостигот на храна во глобални размери. Владата на Република Северна Македонија преку Министерството за економија и другите ресорни министерства работи на ставање во функција на сите енергетски потенцијали во нашата држава во заложбите за справување со енергетската криза. Ги активираме хидропотенцијалите, мотивираме употреба на обновливи извори на енергија, како што е поставувањето фотонапонски панели, за што пред 2 дена ги олесниме процедурите, па укажувањето од компаниите и граѓаните, а предвидена ни е и финансиска поддршка на потрошувачите на енергија од ранливите категории на граѓани. Добро е што на овој самит разговараме за можностите за соработка и во областа на енергетиката. Постојат потенцијали за развој или рехабилитирање на интерконекцијските врски, за зголемување на можностите за електроенергетска размена и за соработка во делот на изградба на фотонапонски централи, ветерни паркови и централи за добивање на електрична енергија од биомаса и биогаз. Предлагаме да се оствари соработка меѓу Српската берза за електрична енергија и македонскиот оператор на организиран пазар на електрична енергија со цел да се подобрат условите за меѓугранична трговија со електрична енергија. А во тамошниот период треба да се интензивираат и активностите за реализација на гасната интерконекција со Република Србија. Веќе потпишавме договор за соработка во заштитата од катастрофи за Западен Балкан со цел доброволно до обезбедување на помош во случај на катастрофи
за да можат државите да си помогнат една на друга согласно расположивите капацитети. Но добро е што на овој самит ќе подпишеме договори за оперативен план за справување со катастрофи, со кој што ќе овозможиме олеснување на процедурите и спратување на времето потребно за распоредување на помош таму каде што е најпотребно и интензивирање на соработката во превенцијата и намалувањето на ризиците од катастрофи. Со подпишувањето на меморандумот за разбирање и соработка во областа на кинематографијата и аудиовизуелните дејности меѓу трите држави, ќе поттикнеме инвестиции во кинематографскиот и аудиовизуелниот сектор и ангажирање уметници и филмски професионалци од Западен Балкан, со тоа што ќе ги олесниме поврзувањето меѓу нив. Тоа ќе овозможи нови извори на финансирање на уметниците и културните работници. Ова поврзување исто така ќе го направивме со вчерашниот саем за производители на вино и производи од дестилација и за туристичките работници, овозможува окрупнување на нашата понуда кон европските и светските пазари, а со тоа и поголема конкурентност и реални шанси за придонес во организирањето на екзистенцијата на вработените и ангажираните граѓани во различните области. Ако секој поединечно правевме ваков саем, тогаш тие саеми веројатно немаше ниту да се одржат. Меѓутоа, толкав број на излагачи на производители на вино и дестилати на едно место е можно само доколку сите го направивме саемот заедно. Иницијативата на Северна Македонија, Албанија и Србија Отворен Балкан се покажа и функционална и европска. Ја развивме низ политиката на отворени врати, особено за другите земји од Западен Балкан, како што се Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово, со цел единствен пазар без граници и интеграција во Европската Унија. Драго ми е што денес се тука и представници, односно министрите за надворешни работи на Унгарија и Туркија, и се надевам дека многу скоро ќе ни се придружат и представници на Италија и Грција. Но Отворен Балкан се покажа и неопходен. Сме и ќе бидеме во интензивна регионална соработка, бидејќи ќе завршам како и што почнав. Ако сами ги подготвиме енергенсите, тоа два пати ќе не загрее, како што констатирал и Хенри Форд. И ако ние успееме да сме добри за нас, тогаш сигурно ќе бидеме добри и за Европа, и за светот. И сакам да завршам со адресирање едно прашање кое што го гледаме цело лето на границите помеѓу Србија и Северна Македонија, помеѓу Северна Македонија и Албанија и другите граници. Ние сме веројатно единствениот регион во светот, особено во Европа, кој што има граници помеѓу себе. И јас никако не можев да разберам во минатите години кога представници на држави кои што меѓу себе немаат граници, доаѓаат и ни финансираат проекти за унапредување на граничното управување. И затоа сметам дека наша цел треба да биде комплетно укинување не само на административните бариери на границите помеѓу Србија, Северна Македонија и Албанија, туку и комплетно кревање на рампите и правење на регион кој што 100% комуницира помеѓу себе по сите основи. Благодарам.